ситуација од реалниот живот, реализираше практична работилница за подобрување на комуникацијските вештини за вработените од детската градинка Ангел Шајче Куманово, објект Бубамара. Кога говориме, луѓето треба да ги гледаме во очи. Така беше порано, рече професор доктор Шехи, но денес е сосема поинаку. Комуникацијата е сведена на телефонски разговори или вибер, мејл или месенџер пораки. Ова, според професор доктор Шехи, е проблем кој се провлекува со напливот на модерните комуникацијски технологии, а ги загрозува и речиси и минимизира основните комуникацијски, фацијални изрази на човекот, создаден како социјално битие. Денеска ќе се потрудиме сите заедно да ги подобриме нашите способности во комуникација, каде што свесно, несвесно некогаш ги пропустуваме. Да ги разбереме нашите луѓе околу нас, соработници, пријатели, колеги, колечки, наши студенти, деца и дури во градинки деца, каде што не е доволно само знаењето на факултативни теории, треба практичните способности да ги аплицираме во реалноста, да ги добиеме повеќе луѓето околу нас и да ги добиеме како подобро да ги добиеме и нашите соработници, колеги, колешки, раководители во институции, и да се подобрим во нашите вештини на способности да ги разбираме. Се работи за техника на емпатија. Емпатијата е вештина каде што ги разбираме чувствата, емоциите на луѓето околу нас, дури новинарите, така што ги почитуваме нивните емоции и чувства, до децата што се наоѓаат во ова градинка. На работилницата се говореше за историја на невербалната комуникација, незината природа, еволуција на говорот на тело, универзални фацијални експресии, читање и анализирање на луѓето околу нас, разбирање на туѓите гестови и знаци. Со работилницата се очекува да се подобрат вештините за комуницирање и на воспитувачите со дечињата, но и нивните во секојдневието воопшто, како и препознавање од страна на воспитувачите на емоционалните состојби на луѓето кои во дел од секунда може да се променат, а се експресираат и бидуваат видливи доколку некој умее да ги протолкува. Тоа според доктор Шехи е возможно секако, доколку допреме со емпатија, емоција и љубов до срцата и чувствата на другите. Директорката на градинката Марина Алексовска во оваа пригода доби и признание и плакета во знак на остварената соработка, а истакна дека унапредувањето на наставниот кадар со разни вештини е секогаш добредојдено за пружање што повисок квалитет услуги за дечињата. Вака првата средба со професор доктор Шехи беше на промоцијата во градската библиотека Тане Георгиев, каде што самиот наслов, говорот на телото, беше голем предизвик за мене. Она невербална комуникација, која што е навистина многу битна денеска, да ја прочитаме ние како вработени во детската градинка. При првиот контакт со родителите, со децата, онаа комуникација помеѓу самиот персонал, комуникација со децата. И затоа во нашата установа професионалното усовршување е континуирано, постојано и од круцијално значење, и затоа се надеваме дека денешнава работилница и денешното присуство на професорот е од големо и битно значење за нашето понатамашно усовршување и давање на подобри услуги и квалитет. Инаку, професор доктор Зендел Абедин Шехи е основач на Европскиот институт за менеджмент, право и дипломатија во Скопје, а има големо искуство во менеджмент, меѓународно право и дипломатија, но е неприкосновен експерт за говор на тело и комуникација со трудови и дела признаени ширум Европа, зашто говорат и 27-те предавања на 5 европски институти и универзитети годинава на тема говор на тело и невербална комуникација. За неговата визија на светот, Шехи ќе рече: "Имам еден сон кога еден ден сите граѓани ќе сватат дека унитарноста и респектот на заедничките вредности ќе ги инвестираат во доверба и љубов, каде што луѓето без предрасуди и омраза, без причина, ќе научат со заеднички сили да ги победат сите препреки што ги ограничуваат да бидат дел од светот на кој му припаѓаат."